Пратеникот и екс-министер за здравство Беким Сали веројатно ќе биде единственото име што во понеделник ќе се најде во предлогот на премиерот Мицкоски за нов член во неговиот кабинет. Известно е дека ќе има и вице-премиерска и министерска позиција, но се уште се разговара кој ресор би го презал. По заменувањето на Изет Меджити празно место засега единствено има во Министерството за животна средина, но премиерот вели дека се уште се разговара за позициите. Мицкоски е дециден дека вреди со промените не добива плюс место во владата. Оние ресори, оние портфолија кои што беа до сега во владата, на политичките партии кои што ја сочинуваат коалицијата вреди ќе ги задржат. Така што тука нема да има дополнителни промени, нема да има дополнителни сектори, така што тоа е веќе во рамките на нашата земјничка коалиција договорена, а околу имињата очекувам дека веќе во понеделник ќе ги доставам откако ќе бидат искристализирани, но тоа се оние имиња горе-доле кои што циркулираат во јавноста. Сали е единственото име кое официјално го потврдуваат и од вреди. Оттаму велат дека меѓувладините и меѓукоалицијските разговори течат, но и дека се прават пресметки за евентуална транзиција на нови пратеници од албанскиот блок, или пак барем да се обезбеди бедентерово мнозинство во собранието за реформските закони од судството, изборниот законник и новиот народен правобранител. Сигурно е дека Беким Сали ќе биде вице-премиер. И тоа што знаеме дека некои празни места што се моментално во министерствата мора да се пополнат. И ова е заедно со лидерите на политичките партии, заедно со премиерот Мицковски, разговараат што побрзо да ги пополнаме овие места. Албанската опозиција во ова време е во транзиција, си оди еден пратеник, после еден друг, после една политичка партија и сега за сега е потешко да разговараме и пошто не знаеме со кого, значи мораме со различни партии да разговараме индивидуално, но се трудиме да најдеме заеднички јазик. Извори од албанската владина коалиција пак велат дека на Сали му е понудено и министерското место во животна средина, но тој засега не го прифаќа. Можно е да трансферира во местото на Арбен Фетаи како вице-премиер за добро владење. Фетаи пак да го добие министерското столче за евроинтеграција, а министер за екологија да стане Мухамед Хоџа. И со ваквите промени вреди повторно би го имала истиот број на владини членови. Сепак се ова треба да се очекува во втората фаза од владините измени, планирани по партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН во сабота во Кавадарци. Можни се и промени во редовите на владеачката партија, но и во редовите на ЗНАМ. Но тоа нема да биде класична реконструкција со смена на повеќе од 1/3 од владиниот кабинет на Мицкоски со цел промените да поминат во побрза и пократка постапка во собранието. Катерина Нешкова, Сител телевизија.